Vesna Baby Petrusevska. Hello, bitches. Thank you. Srpski, što pravite? Ja imam jedan oglas za vas večerva. Ako ima nekoj kandidat koji što saka da bide so mene, zagarantirani mu se naslovni strani i posle razdelbati. Mnogo visoko mi go krena ova. Naučena sam vo život od sama da krevam, da spuštam. Iskreno da vi kažem, posle ovakvi gosti koji su večerva, ja imam prilike i da gi sledam i da gi slušam. Малко е, нели супер кога ќе видите од страна дека нашиот стендап со оние вон границите не се разликува многу поточно, дека и ние имаме стендап култура. Yes. Многу долго размислував што да ви раскажам вечерва, затоа што знаете како јас како лик ова наша насушна Македонија некако не се снајдов многу со мажите пичкари. Некако не ми иде. Таман јас ќе се нафурам. Чекај ме сега, јас ќе се спуштам на некого, ќе придам, нешто ќе направам. Ќе се повлечам, ќе се isfrustrирам. И на организаториве упорно им викам, абе дечки, не за джабе лесбејки се стендап комичарки. Кај сте виделе бе вие стрејтерка да е стендап комичар? Која да рече, ма сега у последно време не сум ни тоа. Оти ништо не правам. Може слободно да не одам на хименопластика. Затоа што тоа кај мене веќе природно е зраснато. Се бавам со многу представи, со многу играње, па со пак нови проекти, па сега ќе се бавам со радио, па сега ќе се враќам на телевизија, па пак ќе чувам деца, па многу сум амбициозна, абе све правам, само не се ебам! Добар ден! Еве сега сите знаете, мојата вечна тајна е споделив со вас. И кога ќе излезете од овде, може слободно да раскажете како се поминате на стендап и да ти кажемо на Весна не си еве упачко. За греота. А што па не фали нешто многу фина е послабене за свој 43 како се држи окей бе и одми имаш кандидати од овие папучари што дошле веќе. Абе да имаш телефон да учи на жена во молим. Абе ќе направам еден себап што има веќе. Опа. А ја како што сум труп, ја прво ќе морам да вежбам пред огледала видови стенкања. Мислам, не знам више како се стенка, разбираш? Дали треба умерено? Или треба така помодерно? Или треба па да се раздрам за да го извадам од памет? Во сите три варијанти ќе се заебам, оти ќе прво ќе мисли дека многу му е голем, второ дека многу е добар, трето дека многу долго трае. Кој да е тој среќник ќе наебе. Не ми е лесно. Туку ќе ми кажете, што си ти сладка, супер ти, леле, како играш бе, леле бе, ти не глумиш бе, ти стварно си таква, дојди кај мене дома да видиш каква сум по дома. И после ќе стават на насловни, ова ќе се слика, ти ќе стават? Како иначе ќе знаат друго за мене у околина што се дешава? Па луѓето се грижат за моето здравје? Овој ме ости дете направи, ја ни тоа ништо не правам, причко. Он барем си брка работа, ја што не бркам, будала ли сум? Да се живи здрави сите бебиња, јас сум многу сакам деца. Впрочем, тој го потврди. Смеј се, чеј сад извадам едно ливче, како сум се спремила. И мене ми беше смешно кога видов дамна мудра. Ја дека совршена, ја не се вадам од памет, ја Ким Кардашијан.
со Нордвест. Ова третово дете, ако евентуално ми дадат уште едно да посидам, ќе си окрстам исток-запад. Што има врска? Ми смее некој да ми каже нешто. Се извинам ова да ви кажам, иначе не догледам, не ми значи ливчево. Ми попушти, морам да ви се пожалам, ми попушти вид. Значи не догледувам. Танга престанав да носам, од и овде ми се забиваат и мислиш дека наопачки сум ги облекла и кога чекаш на шалтер, малце ти е непријатно, разбира. Мешаш цело време, оп, малце реминисценција за тоа алачки вака која снима следи. Апропо, нели долем веж, значи иста кандидати ако има вечер, немој да очекувате танга од мене, јас строго носам гаќи за промаја. Чисто македонски, да се знае. Па се молим лепо, ако сакаш добро, нема проблем. Која може есма, можам и ја. Глупости. Нема везе. Дали знаете дека ова тука се напишани 10 најбизарни закони со кои што јас се бавев неделава и не се напишани со што не памтам, глупости, ја памтам по 200 страни текст, него толку се глупо напишани што не можеш да ги запамтиш. Се мучиш. И пајко ти ги прочиташ, ги препишеш, кој го напишал? Али си извонреден предлог за Македонија. Еве да речеме после сите авантури со ова нели многу колку афери имаме у Македонија, дечки. И секој ден излагат на телевизија овој волко, овој оно, да ти е страв сега на телевизија да излезеш. Прво нема озбилно да те сватат ако сакаш нешто друго да им кажеш. Не, само ќе те прашат, ти тендер доби? Не може на вести да идеш на избори. Ти не си за вестима. Ти иди таму ова кај, не знам, у тунел кај Живкица иди ми фарфан. Ти шо, кај си дошла ти тука за вести? Ти нормално е мисли. Будало едно. Шо ти ми кажеш?